Каква зима не очекува кога станува збор за пандемијата со ковид и со сезонскиот грип? Прашања за професор доктор Александар Петличковски, директор на председател на Комисијата за заразни болести. Професоре, добро утро, дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдов. Утрово имаме прв смртен случај од сезонски грип и веројатно и за тоа го регистрираме, бидејќи е прв. Во време кога престанавме да ги објавуваме бројките, како држава зборувам, кога станува збор за пандемијата со ковид, иако тоа соседните земји се уште го прават, ги бележат бројките и статистиката си ја тераат на дневна база. Зашто станува збор во Македонија? Зошто ги немаме бројките кога станува збор за пандемија и каква е состојбата со сезонскиот грип? И ние ги следиме бројките повторно секој дневно, не ги објавуваме во врска со ковид нови случаи, во врска со хоспитализирани и смртни случаи. Не ги објавуваме бидејќи сметаме дека навистина со околу 200 случаи неделно ново инфицирани не се релевантни во моментов. Секако дека се прават и неделните анализи и дневните анализи и се дискутираат, но реално во моментов ковид апсолутно не е закана за здравството. Новите сезонски грип, РСВ инфекции се можеби посериозна закана во овој момент и малку фокусот е насочен кон нив. Бидејќи ние како новинари, односно како мост до јавноста сме лишени од тие податоци, бидејќи не се објавуваат, ќе ве замолам за малку подетален приказ во однос на тие статистики. Велите околу 200 нови случаи неделно, кога станува збор за короната. Каква е состојбата и со сезонскиот грип? Бидејќи видовме, ја зеде и првата жртва, ако така може да се каже. Што вели статистиката и во однос на короната и во однос на сезонскиот грип и какви се трендовите? Тоа 200 случаи неделно, да, прво тоа да го расчистиме, тоа значи 200 позитивни случаи од околу 2000 или повеќе тестирани. Во ниеден момент во последниве десетина недели наназад, бројот на позитивни случаи од вкупно тестираните за ковид не надминал 10%. Во принцип, во просек се движи околу 6 до 7% на позитивни тестови од сите анализирани. Исто така притисокот на болниците е скоро никаков. Ние неделно имаме по околу 7 до 10 хоспитализирани луѓе. Смртните случаи се движат од 0 до 1 или 2. Значи, навистина една состојба која наликува на март или пред март 2020 година. Сега сме во најдобра состојба по однос на ковид и како свет зборувам и како држава, од што сме биле во последните 2 години. Се следат новите варијанти од интерес кои ги нарекуваат, се појавуваат зголемување на бројот на случаи, например, во Америка, во Франција, во Англија. Се појавуваат две особено варијанти од интерес кои произлегуваат од Омикрон BA.5 варијантата, тоа се BQ.1 и BQ.1.1, но тие немаат потенцијал во овој момент да направат такво заострување на состојбата какво што гледавме изминативе 2 години и затоа сме реално порелаксирани по прашање на ковид. Пред да преминете на сезонскиот грип, рековте бројот на хоспитализации дневно. Колку во моментов во сите болници ковид центри се на болничко лекување пациенти? Да, тоа кога кажав 5, 7, 10, тоа зборувам на ниво на држава, значи не повеќе од 10 луѓе во овој момент и во многу недели наназад се хоспитализирани во цела држава заради ковид. Само 10 луѓе, да. И смртните случаи на ниво на недела, неколку недели имаме со 0 смртни случаи заради ковид и последнава недела имавме, ми се чини, 2 смртни случаи заради ковид. При што се работи за луѓе со тешки коморбидитетни состојби, значи ништо алармантно. Ајде прво тогаш да продолжиме уште малку околу короната, па потоа на сезонскиот грип. Дали станува збор за моментот на имунитет на стадо, кој вие како имунолог по струка, по специјалност, го зборувавте уште на стартот на пандемијата и го објаснувавте? Сигурно, после 2 години поминати со многу инфекции, неколкукратно поминати инфекции, со подкрепа од вакцините генерално во светот, па до некаде и кај нас, сме многу подобро спремни, многу подобро имунизирани во овој момент, за да одговориме на короните и на новите варијанти, вклучително кои доаѓаат. Сега, во природата на вирусот е да се менува, да се прилагодува што полесно да може да инфицира и имунизирани домаќини и затоа се појавуваат овие нови изменети варијанти,
но тие повторно не се таква закана, бидејќи нити болестите кои ги предизвикуваат не се така сериозни како што беше корона на почеток на пандемијата. Во текот на разговорот повторно би се навратил на короната со проценките и прогнозите на Светската здравствена организација и еден осврт на тоа како Македонија мина низ пандемијата и дали извлековме поука. Ве прекинав во однос на одговорот на прашањето за состојбата со сезонскиот грип, кој вие како претседател на Комисијата за заразни болести во моментов го идентификувате како посериозна закана од короната. Зошто? Грипот секоја зима е сериозна закана, затоа што тој е цело време скоро сериозен како корона, а го имаме секоја зима. Сега, оваа сезона е малку различна од изминатите, бидејќи во изминатите 2 години ние имавме затишје по прашање на грипот и сега кога цел свет е отворен и комуникацијата е многу послободна од порано, шансите за проширување на грипот се многу поголеми и постои една опција, една шанса, малку по-тешко и малку по-често да се шири грипот. Исто така постојат варијанти на паралелно заразување, иако не се правило, но постојат и варијанти на заразување паралелно и со корона и со грип. И затоа во овој момент грипот е малку позначајна опасност, позначајна закана. За грипот долги години постои многу релативно ефикасна вакцинална програма. Ние и од таа вакцинација сме и кон таа вакцинација многу внимателни, не ја прифаќаме добро и затоа кај нас повторно грипот би можел да биде сериозен проблем оваа зима. Внимателни или скептични мислевте како нација? Да, скептични како нација. Не како здравствен систем, туку како луѓе кои се сомневаат дали треба да... Апсолутно не како здравствен систем. Здравствениот систем нема причина да се сомнева во вакцинацијата. Но здравствениот систем, дали сметате дека одговори навреме кога станува збор за имунизацијата со сезонски грип? Дали стаса... Оваа година, за разлика од сите години, одговоривме многу навреме. Ние пред почетокот сезоната за грип се уште официјално не е започната. Ова се почетоците на сезоната, ние вакцините ги имавме месец дена порано. Но повторно прифаќањето на вакцините од некоја причина е тешко. Како оди имунизацијата со сезонски грип? Имате ли бројки на дневно ниво? Има ли зголемен интерес? Кај која возрастна Има бројки, но во моментов најмногу? јас не можам да ги кажам прецизно, не сакам да сгрешам. Годинава имаме поместување од 1-2%. Да, малку има зголемен интерес, поредено со минатите години, но далеку сме од покривање, да речеме, на 50-60% од популацијата, а реално би требало да биде така за последиците да бидат најмали. Вие како директор на Институтот за имунобиологија и како професор на медицинскиот факултет сте вакциниран против сезонски грип? Да. И против сезонски? Да. Иако сте релативно млад, односно не сте во таа ризична група? Релативно, да. Меѓутоа не спаѓате во ризичните групи, не? Да, идеално е да се вакцинираат ризичните популации, постарите, повторно тие со хронични болести, но добротворно има резултат, има придобивка и од вакцинација на секој еден поединец. Рековте во однос на бројките не би сакале да погрешите како оди имунизацијата. Можете ли нешто повеќе да ни кажете во однос на бројките на дневно регистрирани случаи? Дали се регистрираат како матични лекари, како установи потврдени сезонски грип? За да се регистрираат грип како грип, мора да биде направено тестирање, слично на PCR тестирање за COVID кое се правеше. Тие тестирања не се многу на број. Во моментов се уште повеќе се тестира за COVID, отколку што се тестира за грип. И ние мислам дека имаме неделно не повеќе од 50 на регистрирани случаи. Секако дека бројката на позитивни, односно на инфицирани со грип, е веројатно поголема од тие 50-тина. Сега тие 50-тина кои се тестираат се со малце потешка клиничка слика, така што... Кои ги врши тестирањата? Институт за јавно здравје и центрите за јавно здравје ширум државата. Има тестови? Или повторно има гужва и чекање како и со ковидот? Не, немам податок дека има гужва за тестирање, мислам дека тоа функционира добро. Какви се предвидувањата на Комисијата за заразни болести во однос на врвот, на бранот на сезонски грип и на ковид? Бидејќи спомнавте и сами, во некои земји во светот и во Кина, а и на запад има ширење, односно нов замав, зема короната. Дали постои опасност во Македонија во еден момент да се сретнат тие врвови на двата брана
и кога би се очекувало тоа да биде пикот на сезоната и на сезонски грип и на корона оваа зима предстојната? Кина е малку различна од остатокот на светот, бидејќи се до па и денес, но во текот на целата пандемија, Кина инсистираше на нула ковид политика и таму расширеноста на вирусот е на многу ниско ниво, за разлика од целиот свет, каде што иако имаше рестриктивни мерки, сепак ширењето на вирусот не беше блокирано и луѓето во најголем дел од земјите се инфицирани по неколку пати и оттука тој имунитет, прагот е многу повисок во остатокот од светот, за разлика од Кина. И кај Кина можностите за проширување на вирусот се многу поголеми од остатокот на светот. Максимумот на пандемијата, максимумот на ширењето и на грипот и на ковидот се очекува да биде околу крајот на јануари, февруари, вака епидемиолошки тие се најинтензивните месеци кога е најлесно расширувањето и на двата вируси, но повторно и да, можно е да се случи паралелно и циркулирање и инфицирање дури на една индивидуа, но од искуствата во светот во овој момент некаква многу страшна закана и многу страшна зима не очекуваме да имаме. Тоа би било во рамките на оние стандардни зими кога и во нормални услови и без корона луѓе починуваат заради грип, најчесто заради тоа што се хронично болни, постари и во општа потешка здравствена состојба. Да, сега велите не очекувате нешто надвор од стандардите, меѓутоа претходно рековте дека по 2 години затишје, односно застој поради маски носење и поради поголема внимателност поради пандемијата, оваа година грипот на некој начин експлодира. Не експлодира, но очекуваме малку да биде по лесно неговото ширење, сепак се работи за нијанси кога ќе споредуваме со минатите години. Но сепак нема да излезе надвор од границите на оние стандардни години кои сме ги имали и во изминатиот период. Па нешто слично, можеби некоја нијанса, некој процент еве по интензивна, по тешка состојба. Дали тоа би значело дека и во однос на последниот состанок на Комисијата за заразни болести, вие само ги потврдивте оние мерки кои се се уште на сила, односно врската за носење на маски само во одредени институции, тоа здравствени установи, аптеки, јавен превоз и домови за стари лица. Да, ние подсетивме на таа обврска која во ниеден момент изминативе недели не беше укината, а не беше укината со цел да превенираме многу брзо и бурно ширење на новите инфекции вирусни кои почнаа да циркулираат. Мислам на РСВ вирусот и на грипот. Маските се многу ефикасни во спречување на ширењето на заразите и одложување евентуално на некој многу интензивен бран. Мислам дека во овој момент тоа е многу добра мерка и дека треба да се почитува. Веројатно сте забележали самиот кога се движите низ градот дека не се применуваат и тие мерки. Сте побарале ли од другите надлежни институции поголема контрола врз проведувањето на мерката која вие како комисија сте ја донели? Сме побарале, овој последен пат не, но во минатото пред да дојде ова ублажување на состојбата сме барале неколку пати и има разни објаснувања зошто тоа не е можно толку стриктно да се спроведува и пак останува на совеста на граѓаните. Дали мислите дека со оглед на сите прогнози и сегашната ситуација имајќи ја предвид дека ќе ја истуркаме зимава со постојните мерки или во одреден момент таму кај крајот на јануари или почетокот на февруари кога се очекува пикот и на двата брана, на двата и на сезонскиот грип и на короната, новиот бран да се воведат и дополнителни мерки? Никако не е исклучено воведување на дополнителни мерки. Тоа зависи од следењето на тие параметрите, број на нови случаи, исполнетост на капацитети, смртни случаи. Во моментов во Америка, во Калифорнија, ми се чини беше државата, веќе се исполнети условите, системот е сличен кој го следиме, ние од нив го превземавме и во моментов се заговара за острување на епидемиолошките мерки, тоа не е исклучено и кај нас, доколку дојде таков момент. Кои би биле први за воведување ако се одлучите за радикализација, односно веројатно задолжително носење на маски во секој затворен простор. Тоа би била првата мерка. Понатаму тоа минатата година даде резултат, барем по училиштата и во градинките. Да. Многу деца поминаа многу полесно минатата зима, отколку еве сега на прагот на зимата има многу училници кои се полупразни или празни, многу градинки, децата ќе тргнат во градинка па ќе седат дома со денови.
поради Да. ширењето на оние обични вируси и бактерии. Така е, но ширењето на вирусите и бактериите и поминувањето, сретнувањето со нив е дел од нормалното растење на децата и ние немаме можност да ги изолираме комплетно, нити треба да ги изолираме комплетно. Но она што треба да го следиме и да го мериме е бројот на сериозни случаи. Кога имаме сериозни и тешки случаи, тогаш мора да размислуваме за прекинување на ланецот. Воспротивно, треба да овозможиме децата да се сретнуваат со различни патогени во тек на развојот и да ствараат имунитет кон нив. Тоа е нормален развој, нормално растење на децата со стотици години наназад. И од тоа не треба да избегаме. Кога станува збор за пандемијата со COVID, дали кај нас во Македонија и натаму е доминантен омикрон сојот? Имате ли такви податоци? Да, и кај нас се уште е доминантен омикрон сојот, со тоа што околу пола од случаите се должат на BA5 варијантата, а останатата половина на овие нови соеви BQ1 и BQ1.1 кои повторно произлегуваат од BA5 варијантата. Значи, прилично се слични, имаат една лоша особина да не го сметаат за жив имунитетот предходно стекнат, значи лесно можат евазија да направат на имунитетот и да инфицираат повторно нови луѓе, но за среќа се работи повторно за бенигни вируси, односно вируси кои не предизвикуваат тешка болест. Варијанти вирусни кои не предизвикуваат тешка болест. Значи, она мана, слабост или опасност што ја носи овој вид на овој сој на коронавирус, повторно фрла сомнеш на она што вие најгласно го заговарате, односно на вакцините. Чуму тогаш ни беа вакцините, ако постојано се наоѓа некој начин да се заобиколи стекнатиот имунитет? Значи, за вакцините сум осетлив дека на тоа кога ќе се прашање? спомне сомнеш, да, немаме ние научен доказ за сомневање во ефикасноста на вакцините, до денес сериозен не е презентиран. Бидејќи, да, навистина имавме очекувања поголеми, очекувавме на почеток кога вакцините се појавија дека нема да има нови инфекции, тоа не е така. Има нови инфекции, но во секој момент, вклучително и денес, вакцините спасуваат живот. И на тоа треба да се држиме. За споредба е вакцината за грип која ја користиме, нејзината ефикасност во тек на годините во различни сезони варира меѓу 30 и 60%. Тука зборувам и тоа вакцина за спречување на нови инфекции. Значи нема вакцина која е 100% ефикасна. Ние на почеток имавме многу ефикасни вакцини кои одредено време, 3, 4 до 6 месеци, штитеа и од инфекции, но со развојот на вирусот, со фаќање на таа патека, со внесување на промени во неговиот генетски материјал, инфекцијата стана баналност и секојдневие. Но се уште вакцинацијата е најдобриот начин да се заштити човек од тешка болест. И тоа е по сите светски статистики докажано многу. Има сега се обидува она, како да речам, меѓу вашата докторска фела оние лекари, професионалци кои беа скептици во однос на вакцината, бидејќи да не ги наречам антиваксери, меѓутоа скептици кон вакцината има и во меѓу лекарите. Апсолутно. Се обидуваат на глобално ниво, не верувам дека е теорија на заговор, бидејќи го прочита во сериозен медиум, да докажат дека ни со овие 2 години, сега од оваа перспектива, измерено и анализирано, сепак полесно поминаа луѓето кои не се вакцинирале отколку луѓето кои се вакцинирале. Никако. За такво нешто апсолутно нема податоци, но да, има податоци дека има многу сериозна организација која ги извртува научните факти од сериозни студии и, например, вади наслов дека во одредена популација, ова се случува еве кај нас, има и кај нас тој тек, тоа движење има замав земено, и се појавува наслов најмногу од умрените луѓе биле вакцинирани. Но ако во таа популација испитувана, тоа е така во овој конкретен случај, 98% од луѓето се вакцинирани, нормално дека оние кои ќе умрат, голем дел од нив ќе бидат вакцинирани. Ама не е статистиката толку проста за да може тоа да го интерпретираме како наслов и да го издвоиме како најважниот. Примерот од кој е испитуван. Се разбира, сега во тие студии кои паралелно го испитуваат влијанието и споредуваат групи вакцинирани со групи невакцинирани, секогаш вакцинацијата е елементот кој придонесува за преживување. Добро, професоре, кога сме уште на ваш терен, како што велите, многу сте чувствителен кога станува збор за имунизација, би сакал да ве потсетам дека минатата есен ова време, односно малку порано,
многу гласно и често ја заговаравте имунизацијата и на децата под 18 години. И јас лично овде во студиото ве прашав чуму да ги вакцинираме и децата, ако ризикот од компликација од вакцина е поголем од ризикот од компликација од ковид. И ако ние знаеме дека е ризикот од вакцинација поголем отколку ризикот што го носи ковид, тогаш да, нема смисол да се вакцинира. Или ако се предвидуваше на некој начин вакво стивнување постепено на ковидот, а тоа минатата година можеше да се предвиди со по појавата на омикронот, дали од оваа перспектива можете да кажете дека сте сгрешиле во однос на тоа што бевте уверен дека треба да ги вакцинираме и децата? Не, и ова не е заради суета, туку е заради новите податоци кои се појавуваат и кажуваат дека дури 1/3, во некои студии и повеќе од 1/3 од луѓето кои поминале ковид имаат долготрајни последици од ковидот. Значи, и од оваа перспектива многу ми е јасно дека поминувањето на ковид е многу поголем ризик и за децата вклучително, отколку вакцинирањето со вакцините кои беа достапни. И од оваа перспектива и во овој момент. Од тој долг ковид има многу шарени симптоми, почнувајќи од замаглен ум, од замор, од проблеми со срце, од проблеми со коагулација, од невролошка симптоматологија, автоимуни болести. Значи, сите овие состојби се многу стотици пати почести кај луѓе кои поминале ковид, отколку кај луѓе кои биле вакцинирани. Во ред, но светот се откажа од идејата и од намерата да ги вакцинира децата, младите популации, иако во Соединетите Американски држави стартуваше имунизацијата и на најмладите. Да. Во фаза кога Светската здравствена организација најави дека конечно добра вест, се огласија со добра вест и рекоа дека во текот на 2023 очекуваат да прогласат крај на пандемијата со корона. Добро. Дали ќе сгрешевме ако принудно, односно пронајдовме начин да ги вакцинираме и најмладите со оглед на сите ризици. Нема, нели, примањето на вакцина не е безризично. Не е безризично, да. На ризик. Ке сгрешевме ако ги вакциниравме и децата со оглед на тоа што се гледа, се надзира крајот на пандемијата и поминавме, како што поминавме, со оглед и на големиот број на невакцинирани ниту со прва доза. Има во Македонија многу што воопшто не се вакцинираа, а ние ќе ги вакциниравме и децата. Не, немаше да сгрешиме, ќе беше подобра ситуацијата и во овој момент во Америка, например, што ја земаме за пример, е актуелна препораката да се вакцинираат деца за ковид, почнувајќи од 5 годишна возраст. Значи, тука нема никакви дилеми дека вакцинацијата е подобра од прележувањето на ковид. Но зошто кога пандемијата е при крајот? Тоа ве прашувам. Ќе беше подобра. Сега лежат 10 луѓе во болница од ковид. Ќе лежа 5? Колку подобра ќе беше? Зошто да ги вакцинираме децата? Затоа што пандемијата течеше многу некако непредвидливо, може да кажеме. Ние на неколку пати прогласувавме дека е умрена пандемијата и секогаш не изненадуваше. Овој пат, оваа мирна состојба е подолготрајна и личи, на вистина, никогаш не сме биле во толку добра состојба, но имајќи предвид дека шансите повторно за појавување и избегнување, одметнување на некој сој, на некоја варијанта вирусна се реални, оние ризик фактори кои се поврзани со вакцинацијата се навистина прифатливи. Зборуваме за 2, 3, 5, 10 случаи на несакани сериозни ефекти на милион вакцинирани. Ние имаме, не знам колку имаме, 300.000 деца имаме. Тоа значи дека 1/3 од 300.000 деца, евентуално, не 1/3, туку 1/3 од оние вкупни случаи. Ако се вкупните 10, тоа се 3, вкупно би имале сериозни несакани ефекти, а тоа сериозен несакан ефект не значи умирање заради вакцината. Значи, ризикот кој е поврзан со вакцината е се уште многу прифатлив споредено со бенефитот што го носи вакцинацијата. Имате бројки како докаде сме со имунизацијата на целокупното население, колку проценти од населението се имунизираше со 2 дози, колку воопшто останаа невакцинирани? Да, околу 60%, 59,5 можеби проценти, од луѓето над 18 години имаат примено барем една вакцина. Од нив 55 до 56 над 18 години повторно имаат примено 2 вакцини и многу е близок бројот тие кои примиле 2. 45 имаат примено 3 вакцини над 18 години, кога на цела популација ќе ја правиме математиката,
се бројките многу ова со 3 вакцини не е 45, какви 45? Тоа помал е бројот на... Тоа е многу помал број. Со бустер доза што Ова пример. беа, бројките за над 18, над 12 и на вкупно население. Значи некаде околу 45% можеби ние населението вкупно вакцинирано. И со таа бројка не стоиме лошо споредено со земјите во регионот. По однос на новоинфицирани и по однос на вкупно имунизирано население. Земјите во регионот заеднички сите потврдивме со прифаќањето на вакцините. Мислам дека Бугарија води. Тука негативно, во негативна смисла. Да, Бугарија води во негативна смисла, но ситуацијата, состојбата е многу слична и во Македонија, и во Албанија, и во Србија. И да, ние сме една дупка по однос на вакцинацијата. Она што делува оптимистички, како што рековте и самиот, е најавата од Светската здравствена организација дека денешната бројка на вкупно заболени од стартот на пандемијата 11 март 2020 до денес заболеле 658.316.052 регистрирани случаи потврдени на корона во светот на глобално ниво, а бројката на починати надмина 6,5 милиони, значи се движиме кон 7 милиони веќе и веројатно во 2023 би можеле да го очекуваме официјалниот крај на пандемијата. Од оваа перспектива сега кои грешки не би ги повториле кога би ја воделе Комисијата за заразни болести уште на стартот на пандемијата или кога би го знаеле искуството кое го стекнавме во овие 2 години, што не би повториле за да поминеме така неславно како што поминавме низ пандемијата, со оглед на тоа што во еден одреден период, мислам дека беше во пикот на вториот бран на оној британски сој или индискиот делта сој, бевме водечки по бројот на смртност. Да, има многу работи кои можат да се подобрат. Комисијата нема многу извршна власт и ние сме советодавно тело, односно советуваме, даваме препораки до Министерот за здравство, кој понатаму треба да ги ефектуира препораките. Ние и последните месеци имавме една многу добра препорака, например, која не успеавме да ја заживееме, тоа беше системот да го спремиме матичните лекари да можат да покриваат неколку пунктови во Скопје, каде што луѓето би ја добивале здравствената заштита во истиот ден, односно би биле прегледани, тестирани и упатени кај треба да одат. Тоа не заживеа. Тоа е одличен пример, како одличен пристап, одличен начин на организација, кој многу ќе го скрати и малтретирањето на пациентите и епидемиолошки ќе биде многу ефикасна мерка, бидејќи веднаш ќе може да се издвојат оние кои се потенцијален ризик за ширење на заразата. Не знам од кои причини тоа не заживе. Знам дека имаше интерес и од министерот и од сите здравствени институции. Просто не се договоривме, останавме на дел од матичните лекари беа за таа иницијатива, дел не ја прифатија и тоа остана така. Ете, тој елемент ние во комисијата сме 20 луѓе. Сите имаме експертиза и разбирања прилично големи од различни делови. Тука сите едногласно сме се договориле дека тоа е патот како треба да го поставиме здравството. Но не успеавме да го поставиме, таа организација не заживеа. Сега тоа е еден проблем кој мора да се реши, зашо е дискусијата во Комисијата за заразни болести, ако вашите препораките останат на хартија, да. И друго, да, имаме секако дека имаме извлечено поуки, но мислам дека оние пазарења исто за еден празник, за втор празник, да се олабават, тоа беа многу контрапродуктивни мерки. Професор, имаше и многу небулози, ќе ве подсетам на една само, кога не тераа да носиме маски на отворено, а да ги вадиме кога ќе влеземе во кафеана. Така. Таа мерка апсолутно нема смисол. Доби некаква смисла таа, ја објасни некој на крај, зошто била спроведена и... Не. Ако сега може да бараме како да објасни, не објасниво е, освен ако рачунаме дека или рачунавме во тоа време, рачунале во тоа време тие кои ја заговара оваа мерка, дека во кафаната е безбедна зона бидејќи едно време нели само вакцинирани влегуваа во кафани, па еве сите се заштитени на некој начин имунизирани, но таа мерка нема смисол. И такви мерки не треба да се форсираат. Такви имаше многу. Имаш.
И добро, вие спомнавте многу пософистицирана мерка која ако се спроведела ќе заштитела, веројатно ќе спасела многу човечки животи бидејќи Тоа ќе е биле системско решение. Тоа е системско решение. Да, Зборуваме за голем број непулози и добро, ајде да не се навраќаме на времето кое помина. Бидејќи и со време сме куси, ја би сакал да ве прашам во однос на најновите закани кои стигнуваат од алармот кој го вклучуваат британските лекари во однос на светското првенство во Катар, дека навивачите кои доаѓаат од таму, односно генерално од Блискиот Исток, се заканува така наречен камилски грип, односно грип кој се пренесува повторно од животните, во овој случај од камилите, и дека луѓе кои биле во контакт со овие животни можат да рашират нов тип на корона од групата MERS, кој е многу поопасен и посмртоносен од короната. Во Британија беа регистрирани минатата недела неколку случаи. Сметате дека може да биде закана за човештвото овој вирус сега? Човештвото е нон-стоп под различни закани. SARS, MERS се едни од постојаните закани во светот, но затоа ја имаме Светската здравствена организација да алармира во оној момент кога заканата станува реална, опиплива. Од изминативе месец-два ние и во Македонија имаме еден формирано центар за алармирање, го формира Центар за јавно здравје, кој ги собира податоците од терен и има посочено еден алгоритам, една патека како треба да се активираат механизми епидемиолошки, излегување на терен, анализирање на примероци со цел брзо да стигнат информациите од било која амбуланта до централата за да можат соодветни мерки да се планираат. Значи сме напреднале малку по тоа прашање, но ќе потсетам на не толку одамнешна закана мајмунски сипаници. Денес за мајмунски сипаници не разговара никој. Пред 3 месеци мајмунските сипаници изгледа реална и во регионот. Изгледа реална опасност. Значи не можеме веднаш да се плашиме со секоја една закана која се појавила во Британија или во Америка или во Франција. Мислам дека имаме некаков механизам за Но факт е дека има нераскинлива врска помеѓу почитувањето на природата и обстанокот на човечкиот вид. Дали пандемијата од ковид тоа не научи? Ја разбравме ли таа порака, бидејќи се вели дека како што има разни епохи, нели, време на пари, време на војни, ова е време на епидемии, на пандемии, дека сме постојано под закана и на некоја нова пандемија. Па да, веројатно нешто не поднаучи, но мислам дека брзо ќе го заборавиме тоа што го поднаучивме до следна некоја слична состојба. Професоре Петличковски, благодарам многу за гостувањето во утринската натална. Благодарам на поканата.